Почитувани, граѓаните и компаниите ги живеат своите најтешки денови, а за тоа единствен виновник е владата, која наместо да реагира навремено и брзо, доцни со сите своји одлуки. Кризата која ја живееме сега не е резултат само на последните неколку месеци, туку беше предизвикана со зголемување на цената на струјата во 2020 година, што продолжи во 2021 година, но и со континуираното зголемување на цените на енергенците преку зголемување на акцизата. Порастот на цените поинтензивно започна во 2021 година, но владата ништо не превзема да го спречи тоа. Напротив, владата на СДСМ и ДУИ се однесуваше неодговорно и кога сите во регионот ги полнеа стоковните резерви со пченица, брашно, зејтин, сол, енергенци и други неопходни продукти, тие трошеа на набавки на мебел и други непродуктивни трошоци, зашто од 1 ноември до сега имаат платено милионски износи. Прашувам, дали во услови на криза беше неопходно да се набавува канцелариски мебел во Министерството за внатрешни работи во износ од 15,4 милиони денари? Или беше неопходно да се прави јавна набавка за собранието за услуги мобилна телефонија во износ од 11,8 милиони денари? Зошто премиерот на пресот, кога ги презентираше мерките, кажа дека нема набавка на мебел, кога гледаме дека има? Зошто кажа дека тековните расходи со буџетот за 2022 година ги намалил, кога реалноста е дека се зголемени? Зашто потроши државата повеќе 37 милиони евра или 47% повеќе на ставката стоки и услуги во последниот квартал од 2021 година во однос на 2020-та? Таа иста ставка е поголема во 2021 година за 76 милиони евра во однос на цела 2020 година. Почитувани, едно зборуваат пред вас, а друго прават зад вас. Од таа причина ВМРО-ДПМН бараше намалување на акцизата за 50% со цел бенефит да имаат сите, а најмногу граѓаните. Да подсетиме, покачувањето на акцизата до рекордно ниво го донесе токму оваа влада, која 3 пати покачуваше акциза, а сега кога треба да им излезе во пресрет на граѓаните и компаниите, предлага некои весели математики, а повторна реалностот зад завесите е друга. Предлогот на ВМРО-ДПМН е значи потреба од ребаланс и намалување на непродуктивните трошоци. Предлогот на владата значи дека не сакаат да се откажат од приходите, затоа што не сакаат да кратат на расходите. Не сакаат да се откажат од својот извор на корупција. Бараме под итно да се прифати предлогот на ВМРО-ДПМН за акцизата и итно да се направи ребаланс на буџетот, при што ќе се скрати на расходната страна, односно сите непродуктивни трошења ќе се избришат. Ви благодарам на вниманието. Прашања дали имаме? Ви благодарам.